Така е, да, наша уврска е да го направиме светот подобро место за живење и се разбира да се фокусираме на тие убави нешта кои што ја поттикнуваат креативноста, хуманоста, но и љубовта кон останатите луѓе. А ние во продолжение ќе поттикнеме нешто кое што веројатно и дополнително добро би дошло како мотивација, особено во периодот кој што ни доаѓа, а тоа е пролетта и секако расположени за различни активности. Забележавме навистина голема фреквенција викендов, но и ако зборуваме за различните надпревари кои што се организираат, и тука може да се пофалиме со добра бројка. За оние активности кои што ги организира Планинарското друштво Трансверзалец, но и оно кое што не очекува наскоро, а тоа се интересни ориентациони надпревари или Скопје Open 2026. Во продолжение во нашето утринско будење се поврзуваме со Дуле Бошковски од Трансверзалец. Дуле, добро утро и убаво утро. Добро утро, ве слушам. Да, и ние ве слушаме. Дали е се во ред? Да. Добро, да посакаме убаво утро, Дуле. Се надевам дека сте добро расположени. Започнува една нова работна недела, а вие веројатно со полни раце работа во пресрет на она што не очекува на 28 и 29 март. Тоа е веќе следниот викенд, на самиот старт на пролета се случуваат овие надпревари. 2 дена поминати во природа, па можете да ни кажете за каков тип на надпревари станува збор, како течат подготовките сега за сега. Да ги запознаеме гледачите, пред добро утро до сите гледачи. Друштвото Трансверзалец долги години наназад организира овие надпревари, почнувајќи уште од 79-80 година. Традицијата продолжува. Меѓутоа малце сменивме, па не сме веќе на водно и на повисоките планини, за да ги привлечеме помасовно помладите фамилиите. Оваа година ќе организираме во сабота на 28 март на парк шумата Гази Баба. Да искрено да ви кажам, за мене е многу интересна, многу ќе кажам не е планина, меѓутоа е преубав предел во Скопје, да. Посебно за овој спорт е прекрасна. А на 29-ти ете малце да смениме, ќе организираме во населбата Лисиче. Да ги запознаеме жителите, а и некои други, да видат што значи и урбано надпреварување. Што се содржи овој надпревар? Точно рековте, малце е различен од атлетиката, од планинарските трчања. Овдека учесниците, надпреварувачите, еве може да видите на сликиве, како дечињата и повозрастните во рака држат карти. Тоа се топографски карти на теренот кај што се одржува. За да можат по-добро да се ориентираат, овие се карти направени со малце, така се вика, поголем размер, по-прецизни, пошто, да ви кажам, ние ги гледаме овдека сега рекреативните, меѓутоа, новија надпревари се бодуваат и за Лигата на Македонија, и тука имаме и такмичари кои што се по-квалитетни. Вие на сликите гледате некои одбележја, ова е знаменце, каде што има кое што вцртано на картата и кај што надпреварувачот треба да дојде. Овдека се припреми пред стартот, за да се стартува, а ова е големата ливада на Газибаба, каде што ќе биде стартот и целта. Добро рековте, Газибаба навистина одличен простор за ваквите надпревари и веројатно ако прашаме со оглед на долгогодишното постоење на ваквиот тип на надпревари, каква е заинтересираноста, поточно од година во година или еве последниве години да кажеме, колкава е заинтересираноста за учество, она кое што постои и е составен дел од информацијата која што имате меѓу другото и како настан на Facebook, каде што може да се информираате дека имаме и категории мажи и жени. На фотографиите можевме да забележиме и дечиња, што значи малку околу пријавувањето и критериумите, како и на кој начин возрастна граница
информации кои верувам ќе бидат добре дојдени за сите кои сакаат да се надпреваруваат. Значи за вашите гледачи, пријавувањето е до 24 март и тоа на мејловите transferzalec@gmail.com. Иначе овие надпревари, како што спомнавте, се категоризирани во зависност од возраста на учесниците. Така да ние имаме категории според возраста, и тоа до 10 години, до 12, 14, 16, 18, 20, 21 категорија е веќе за сите учесници квалитетни, кои што се ботуваат и се квалификуваат за репрезентацијата на Македонија. Не спомнавме дека во овој спорт има европски и светски надпревари, каде што дел од нашите надпреварувачи учествуваат. Да спомнеме дека има и постари категории, над 35 години, над 45-50. И најбитни не се нас, да кажам, оваа година, отворената категорија или, попотно кажано, фамилиарната категорија, каде што очекуваме да учествуваат родителите со децата, дедовците и бабите со внуците, како би ги вклучиле и помладите категории. Да, Дуле, убаво споменавте и навистина од сликите кои што имаме можност да ги погледнеме, ги доживуваме сите овие надпревари кои што вие велите на планинарското друштво Трансферзалец, веќе им се една убава традиција со години наназад, уште од минатиот век ги одржувате и навистина е убава слика кога може да се забележи дека нели и децата и возрастните подеднакво уживаат во убавините кои што природата ги нуди. Имате ли посебен предизвик да ги мотивирате младите денеска да се пријават на едни вакви надпревари или сметате дека свесноста кај нив за тоа колку е добро да се биде во природа и бенефитот од активностите таму веќе до некаде и го знаат? Дали каква младина едноставно гледате овие последни години можеби? Па значи учествуваат и веројатно дека учествуваат сите, да кажеме, категории. Во Македонија има околу 10 вакви клубови кои што организираат и образуваат надпреварувачи во ориентација. Така да ние сме посветени и во училиштата, во други, знаете, порано беше многу полесно кога можеше во фабриките и во здруженијава да се организира, сега тоа малце замрено, меѓутоа ние се свртевме кон училиштата да ги запознаеме, да ги организираме и да им држиме предавања и потоа да се на вакви практични надпревари, односно и вежби, да кажеме, се запознаат со овој спорт. Дуле, само уште едно прашање пред крај, бидејќи зборуваме за не класични, туку ориентациони надпревари. Се разбира дека имаат надпреварувачки дух и дека се со прогласување на победници, доделување награди. Еве две во едно нека бидат прашањава. Тоа е за каква вештина треба да имаат оние кои што учествуваат, особено за вакви ориентациони надпревари. Зборуваме во секој различен спорт, различен, можеби различни предиспозиции или нешто кое што го прави спортистот и учесникот подобар, што значи што би било тоа во ваквиот тип на надпревари и што добиваат на крај победниците. Па вака, ја ќе почнам од второто прашање, значи, пошто ви кажав дека ова е лига на надпревари, после секој надпревар по категории си добиваат првите тројца медали, благодарници, во можноста на организаторот и некои, да кажеме, поклони. А што се однесува до учеството, значи мотивацијата на такмичарите, за да се учествува на овој надпревар, сега зборам за
А квалитетните натпреварачи, они многу добро треба да ја познаваат картата, да читаат што се вика тоа и да имаат снага да такмичат. Само ќе направам споредба, иначе овој спорт е комбинација од атлетика, значи такмичарите кои што гледате на сликава треба да трчат, меѓутоа и бргу да размислуваат како што е во шахот. Значи и точно да знаат кој потек ќе го да кажеме по која патека би тргнале или во кој правец, за да може што побргу и полесно да ја завршат својата зададена задача, односно да пронајдат онаа контролна точка која што им е задена на картата. Да кажам, значи во разлика од категориите пак различни се должините на патеките и бројот на овие контролни точки што треба да ги пронајдат. Еве гледате овој дечко што ја држи картата, видите колкава е, тоа е на газибаба во размер 1:5000, што значи 1 милиметар на таа карта покажува терен од 50 метри во природа и затоа кажувам овие се многу прецизни карти за разлика од оние војните кои што се 1:25.000 или оние поголемите 1:50.000. Да, ете, одлично објаснување, Дуле, благодариме за ова. Во делот на утринското будење информација до оние кои што не следат, сабота и недела 28 и 29, да имаат можност да се пријават информациите, мејлот кој што го споменавте и она кој што постои како информација и на страната на Трансферзалес на Facebook. До слушање и до гледање во следна прилика со се разбира нови активности, настани кои што ќе сакаме да ги најавиме, а можеби и да учествуваме. Убав ден, Дуле, поздрав. Па повелете, значи во сабота стартот е во 15 часот, пак ќе повторам од големата ливада, така меѓутоа убаво е околу 14 часот да се дојде, за да можеме оние подготвителни припреми за пријавување и за да се направи. Да. А во недела на 29 е околу 10 часот да се дојде пред училиштето Лазо Ангелевски во Ново Лисиче. Одлично, Дуле, благодариме за сите овие информации.